Среде снежните белосиви скандинавски пейсажи, каде што живата на термометрите работеше само со преградоците под нулата, меѓу бројните мостови што ги поврзуваат езерата и Балтичкото море, откаде што се гледаат прекрасните бродови заровеници на мразот, деновиве е изграден уште еден мост. Мост на пријателството, довербата, меѓусебното културно зближување и соработка на македонскиот и шведскиот народ. Со искрено гостопримство и топлина, што се чувствуваше на секој чекор, домаќините ја пречекаа македонската културна експедиција, која за прв пат во ваков состав и на оваа почва сигурно и достоинствено ја започна својата мисија. И уште првиот контакт беше доволен да се почувствува внатрешната речиси чудесна топлина на скандинавските пейсажи и луѓето во нив, кога пред почетокот на манифестацијата, на конференцијата за печатот за домашните и странски новинари, заменикот директор на Нордискиот музеј Сканс Торстен Нилсон, представувајќи го резбарот Јоне Кузмановски, сиот возбуден рече: "Ова е најсреќниот човек на светот, затоа што живее во прекрасниот Охрид." Од 30 јануари до 6 февруари, Штокхолм, Упсала, Лунд, Малме и Гетеборг со големо љубопитство, нескриено задоволство и одушевување ги понудија своите простори на македонските културни работници и официјалната културна делегација што ја предводеше Матеа Матевски, а ја сочинуваа Славко Јаневски, Крум Томовски, Драги Тозија и Благоја Иванов. Деновите на македонската култура во Шведска, што дојдоа како возвратна посета на неделата на шведската култура во Македонија, уште на самиот почеток предизвикаа голем интерес и добија широк публицитет. Така, со еден селективен пристап, низ вешто осмислена програма која што имаше исклучиво работен карактер, низ многобројните средби и разговори, се вршеше интензивно запознавање на шведската јавност со дел од богатиот културен мозаик на Македонија. На свеченото отворање што се одржа во Нордискиот музеј, монументална зграда со преку 1000 експонати кои овозможуваат целосен увид на историјата на Шведска низ векови, присуствуваа над 500 посетители, меѓу кои амбасадорот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Шведска Љубо Дрндич, шведскиот амбасадор во Југославија Бертил Арвидсон, членови на дипломатскиот кор и представници на шведската културна јавност. Најнапред, директорот на Нордискиот музеј, Суне Закрисон, поздравувајќи ги присутните, изрази благодарност што шведската културна јавност ќе има убава можност да се запознае со дел од ризницата на творештвото на македонскиот народ. Потоа, председателот на Републичката комисија за културни врски со странство Матеа Матевски, говорејќи за пораката што ја носи оваа манифестација, рече: Господине подсекретаре, господине директоре, дами и господа, драги пријатели. Големо е задоволството денес да се биде тука, во Штокхолм, во една благородна мисија, потврдување и поттикнување на пријателството и на добрите односи меѓу нашите две земји, Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шведска. Тоа задоволство е уште поголемо кога пријателството, како што е тоа случај денес, се потврдува и развива преку размената на културното и духовното творештво на земјите и народите. Деновите на македонската култура ја имаат таа единствена и голема порака и доаѓаат тука поттикнати од неделата на шведската култура, што есента 1979 година се одржа во две југословенски републики, Хрватска и Македонија. За културната и општествената јавност на Социјалистичка Република Македонија и на сета наша земја беше големо задоволство и ретка прилика да се запознае со дел од богатата културна традиција на шведскиот народ и на неговото современо творештво. Нам ни се во живо сеќавање средбите со вашите научници и уметници и средбата со импресивната изложба Шведска денес и вчера. Деновите на македонската култура ние ги започнуваме исто така со подсетување на културната традиција на македонскиот народ. Тоа е уметничката резба што од македонските цркви и манастири еве допре дотука, додека современите културни достигања на македонскиот народ и на албанската и турската народност
во Социјалистичка република Македонија, создадени во условите на нова социјалистичка Југославија, ги представуваат науката, литературата, музиката, филмот, книгата, уметничката фотографија. Многу сме радосни што македонското музичко творештво го представува угледниот хор од Гетеборг и многу сме благодарни за пријателското гостопримство на Нордискиот музеј и на другите шведски институции и пријатели. Тоа е сведоштво на високиот степен на односите и на отворањето нови патишта за нашата идна културна соработка. Тоа е уште една голема причина во името на културната делегација на Социјалистичка република Македонија и на учесниците на овие денови, како и на сите културни институции од нашата република, да и заблагодариме на шведската влада за поддршката и разбирањето, на Шведскиот институт за помошта и гостопримството, што на нашите културни приредби, што треба да придонесат за успешното остварување на југословенско-шведската културна соработка. Вам, почитувани дами и господа, ви го препуштаме овој мал мозаик на творештвото на нашиот човек, што заедно со вашето и со творештвото на сиот свет вистински ја изразува убавината и творечката радост на ова толку вознемирено и растревожено човештво. Дами и господа, дозволете ми да го исползувам овој прекрасен повод и ова прекрасна публика. Mina damer och herrar, låt mig få använda detta tillfälle Нејзиното вака бројно присуство, да му се заблагодарам на на Нордискиот музеј и во името на културната делегација на Македонија и на македонските институти и институции да му предадам еден мал сувенир. Тоа е едно парче од уметничката резба, што и денес се одгледува во Охрид, продолжувајќи ја богатата културна традиција на македонскиот народ. Го молам почитуваниот директор на Нордискиот музеј, господин Сакрисон, да го прими овој мал спомен. Jag ber herr Zachrisson, direktör för Nordiska museet, att motta detta minne. Од името на шведската влада, деновите на македонската култура ги прогласи за отворени Улф Лундин, заменик министер за култура и образование на Шведска. Со долготрајни бурни аплаузи беше поздравен настапот на Гетеборшкиот камерен хор, наш драг гостин на минатогодишните концерти на Струшката музичка есен и во Скопје. Хорот исполни дела од современите македонски композитори Тодор Скаловски, Стефан Гајдов, Властимир Николовски, Драгослав Ортаков, Димче Николевски и Стојан Стојков.
Тука, во Нордискиот музеј, беа отворени и две изложби кои по своите вредности одамна ги минаа границите на нашата земја. Изложба на македонската резба и изложба на уметничка фотографија Поглед врз Македонија, што ја подготви Благоја Дрнков. Изложбата на македонската резба предизвика посебно интересирање и восхит. Со нагласено внимание, многобројните посетители ги разгледаа експонатите на оваа многу значајна уметничка гранка со долга традиција и богато наследство во Македонија. Меѓу првите посетители беше и министерот за надворешни работи и председател на Либералната партија на Шведска Ула Улстен, кој, импресиониран од изложбата и почетокот на манифестацијата, даде специјална изјава за телевизија Скопје. Господине Устен, бидете љубезни и кажете ни ги вашите впечатоци од оваа изложба и од деновите на македонската култура во Шведска. Пред се, би сакал од името на мојата влада да ја пожелам топло добре дојде на македонската уметност. Можне сум импресиониран од она што го видов и мислам дека е многу добра идејата да се организираат ваков вид изложби. Како што знаете, во Шведска има многу македонци, но и швеѓани кои одат во Македонија и во Југославија и многу ја ценам оваа размена на идеи и култури. Моје верување е дека луѓето кои доаѓаат од вашата земја ја збогатуваат шведската култура, а истовремено сакам да додадам дека е многу важно што луѓето кои доаѓаат од другите земји да живеат и да работат во Шведска, преку ваквите манифестации имаат можност да ја зачуваат сопствената култура и да се чувствуваат како дома, а сепак да не ги раскинале односите со татковината. Затоа мислам дека ова е многу добра изложба и јасен доказ за добрите односи меѓу нашите две земји. Потоа, министерот за надворешни работи даде изјава и за емисијата за југословените на шведското радио. На отворањето на манифестацијата, како и на изложбата на македонската резба, присуствуваше и доктор Арон Андерсон, член на Кралската академија за литература и старини. Господине Андерсон, знаеме дека сте експерт за овој вид уметност. Неодамна ја посетивте Македонија. Ве молиме, изнесете ни ги вашите впечатоци од престојот во Македонија и од изложбата што е презентирана овде. Имав прекрасен престој во Македонија, ја посетив минатата есен. Ми се дада убава можност да ја прошетам вашата земја. Величествената убавина остави силни впечатоци на мене. Но не само Охридското езеро и околината на Охрид, туку и сите планински предели. Прошетав и видов многу интересни места, стари, средновековни цркви и манастири. Секако моја специјалност е црковната уметност. Бев силно возбуден кога ги видов богатствата што ги имате од византиската уметност, фреските, иконите, но не само средновековната византиска уметност, туку и уметноста што е представена на оваа наша изложба, резбата на Дебарската школа од 19. век, што е нешто единствено и импресивно, како со техничките квалитети, така и со чувството на убавината што зрачи. Тоа е навистина национална уметност со врвни квалитети. Ние сме среќни што ја добивме оваа изложба овде во Штокхолм, затоа што и во нашата земја имаме богата традиција за овој вид уметност. Тоа е земја како и вашата, земја на дрвја, планини, железо, бакар и друго. Токму затоа мислам дека швеѓаните ќе бидат импресионирани од експонатите што ги представувате. Ингели Фемар е главен уредник на редакцијата Хоризонт на вториот канал на шведската телевизија. Емисијата е за доселениците. Пред се, импресиониран сум во колкава мера е развиено резбарењето во Македонија.
No najinteresno za mene kako šveđanec je дека ova kultura, ovoj način narezba, postoješe i se razvivaše i kaj nas. Ova delo ovde je od 1978. godina, što govori дека postoji dolga tradicija na ova umetnička granka, što ne zgasnuva, tuku se ušte je živa. Interesno je дека се уште постојат живи корени многу стотици години наназад. Тоа е факт кој фасцинира. Работејќи тука со југословените, како што знаете, работам за шведската телевизија, подготвуваме програма за југословенските доселеници и за швеѓаните на шведски јазик. Ме одушевува фактот дека токму овде, во Нордискиот музеј, центарот на шведската култура и шведската историја, е одвоен простор за да биде представена културата на југословените. Тоа е многу важно затоа што Шведска од монокултурна стана мултикултурна земја. Изложбата ми дава можност да научам нешто повеќе за минатото на југословените, а и на швеѓаните да се запознаат поблиску со југословенските доселеници кои моментно живеат и работат во Шведска. Посетители со голем интерес ги следеа предавањата подкрепени со богата илустрација на доктор Коста Балабанов во Нордискиот и Историскиот музеј на Штокхолм за средновековната уметност во Македонија, како и предавањата на академикот Крум Томовски за традиционалното градежништво и современата архитектура во Македонија. Импресивен беше чинот на свеченото отворање на изложбата на македонската книга на Универзитетот во Упсала, најстариот универзитет во Скандинавија, кого го нарекуваат шведски Оксфорд. Основан пред точно 505 години низ неговите предавални и читални, како што е библиотеката Каролина Редивива, која содржи повеќе од 1.000.000 книги и преку 20.000 средновековни ракописи, поминале бројни научници како Андерс Целзиус и други, кои на Универзитетот во Упсала му донесоа светска слава. Изложбата на македонската книга, отворена во Универзитетската библиотека, содржи избор од 400 книги кои го представуваат македонското книгоиздателство до 1981 година, со посебен акцент на едициите од последните години. На отворањето говореше и проректорот на универзитетот Стиг Стромхолм. Беше задоволство да се слушнат зборовите на искрено воодушевување и благодарност на директорот на библиотеката Томас Тоти, како и на професорот на славистичката катедра Свен Густавсон и познатиот социолог и славист Чел Магнусон. Среќни сме што имаме ваков прекрасен избор македонски книги во библиотеката на Универзитетот во Упсала. Ние имаме воспоставено многу добри врски со Социјалистичка република Македонија. Нашата библиотека уште од поодамна содржи голем број македонски книги кои сме ги добиле по пат на размена, но овој пат и овој подарок уште повеќе ќе ги зајакне и ќе ги зацврсти нашите добри односи. Задоволен сум што шефот на славистичкиот оддел, професорот Густавсон, е исто така присутен на овој чин денес, што говори за добрата соработка меѓу неговиот институт и Универзитетската библиотека. Вие секако можете да кажете нешто повеќе, што значи оваа изложба за славистичките студии на вашиот институт? На нашите студенти е една таква прилика многу корисна и ние имаме сега возможност да презентираме македонската литература, жива литература на нашите студенти. Ќе биде македонски вечер днеска во институтот и ќе имаме и вашите поети. Да, ќе имаме вашите поети, имаме днеска тука во Упсала, Благоја Иванов, Матаја Матески и другите. И за мене македонската литература е една стара љубов.
Makedonskата literatura je jedna od pointeresnite slavenske literaturi i zaradi toga što je mlada, mnogo vitalna i ponekogaš luda. Pa ja sam zajedno s profesorom Gustafsson ove nedeli sam gi prevel makedonskite pesnici koja se dojdem tuka i za mene to beše ušte jedna prilika da se povtorno upoznam, da povtorno vlezam vo makedonskata poezija. Ja sam bil v Skopje, ja sam živjel v Skopje pred okolo 11 godini i ja sam mnogo blagodaren na makedonskite književnici za ova prilika. Uppsala, najstarата престолнина на Шведското кралство и седиште на старешинството на Шведската црква, со најголемата катедрала во Скандинавија, каде што се наоѓаат моштите на најпознатите шведски кралеви и светци, ги импресионира македонските културни работници. Македонската поетска реч се покажа со сиот свој блесок на литературната вечер на Институтот за славистика на Универзитетот во Uppsala. Шведските слависти Свен Густавсон и Чел Магнусон за оваа прилика подготвија мал избор од творештвото на Славко Јаневски, Матеа Матевски, Благоја Иванов, Михаил Ренчов, Илја Миемин и Ристо Лазаров во превод на шведски јазик. Драги македонски и југословенски гости, драги и шведски гости, много добре дошле на Институтот за словенски јазици во Uppsala. Srećni sme što jedna taka golema i reprezentativna grupa na makedonski pisatelji saka i može da dojdat i da se predstavat sebe si i svojite dela. Ja slično sam mnogo srećen videjki preko ova poseta makedonskata literatura će bide poveće predstavena u Uppsala i vo Švedska će pokrene pogolemo vnimanje. Makedonskata literatura kako i drugite jugoslovenske literaturi, se mnogo malko poznati vo Švedska. Ta, kako i drugite jugoslovenske literaturi, apsolutno zaslužuvat pogolemo vnimanje tuka. Ušte ednaš srdečno dobre došle. A sega, nakratko, će kažem nekoliko zborovi na švedski za Makedonija i makedonskata literatura, a potom se nadavam da samete će se predstavite i će pročitate nekoje ili nekoliko od vašite pesni ili tekstovi koje što sme gi preveli na švedski. Osven toga se nadevame da slušateliti će postavat prašanja. Posle 2 sati tuka od prilika će gi prodolžim i razgovorite vo jedan ne taka oficijalan, taka narečen postseminarijum. Povedu. Moja usmena vizitkarta će bide podatokot deka vo literaturata sum legol so poezija, proza, što podrazbira roman i raskaz, roman och berättelse. I kon tija grevovi može da se pridruži grevo da su se bavili sa filmskih scenarija. Och till de synder kan man också räkna in mina filmscenarier. Temata na moja literatura se dviži od interesot. Temat i min litteratur rör sig av intressen. Od Eskimot vo sneg Från Eskimoen. Snön do till Kamilarot vo Sudan. Sudans dromedar.
No svekako moja Hur som helst, min tema je tema är zemljata landet u kojoj živem, där jag lever, se radovam ili stradam, där jag gläder mig eller lider. zašto su mi najposle Därför att jag egentligen i dolžen. slutligen är, det är min skuld. Moje to ime je Slavko Janevski, Mitt namn är Slavko Janevski. po sovjetna Lujato Švedska, koji ne predstaviva i koji ne preveduvat, ki vi predstavam dve pesni, Jag ska föreställa mig två dikter. od jedna knjiga objavljena 56. godina. Det var en bok som är utgiven 1956. Sinata ptica, Sidan 4. si ja gledali kako nenadajno padja od mrakstog kapka žet na klunot, si ja gledali od svetulki kako rasne od izbori, od granki, seta sina i meka pasaka da legne na nečiji oči, da legne so širom otvorenih krilja i saka da te skrije pod sinkavim magli, za da si sinko sinovtra reka, so sinkav oblak na sina lika, si ja gledali rano, čašo kamo, si ja gledali udar na brigadu za igra, za taga, za ljubav, si ja gledali koga padja na nečiji oči topla, ko lep i blaga, ko vino, to sončevo krvlje. I si ja videli koga tiho gasne ko trepet od zvona na vrbelo gnezdo, koga gine ko sinkav plamen prsti, koga kako magla se rastura meko i ostava prazni oči nad prazni čaši, su crvena žet pod bolni klepki, žet za sini ribi, sini vrbi, žet za sini streji, sini pesni, sini ženi. Si videli sino koga sekne vojna zora silno, koga puka na site stakla naši, kaži, zašto mnogu sinih krilja umirat nokevo tvojite čaši. Po nastapot na makedonskите pisateli, što go prosledija stotina posjetitelji, se razvi nekолкочасовен razgovor za makedonskата литература. На предлог на домаќините, литературната вечер заврши со читањето на песната Болен дојчин од Блаже Конески во превод на шведски јазик. По тој повод, весникот Дневник на Упсала објави широк приказ за современата македонска литература. Во атмосфера на поетско празнување, председателот на Друштвото на шведските писатели Бенgt Ерик Хедин ја представи македонската литература пред публиката на Штокхолм. Уште еден видлив и конкретен израз на взаимното запознавање, зближување и проникнување на двете литератури беше отворањето на изложбата на македонската книга во Универзитетскиот град Лунд на Институтот за славистика. Просториите на институтот беа навистина мали да ги примат посетителите на изложбата.
Во присуство на градоначалникот на Лунд, Перхокан Улсон, на отворањето говореа директорот на Славистичкиот институт професорот Љубомир Ѓуровиќ и ректорот на универзитетот Нилс Шернквист, кој изрази топло добредојде и благодарност на македонските културни творци. Славистот Љубомир Ѓуровиќ, говорејќи за ентузијазмот со кој се изучува македонскиот јазик и литература, изрази желба подарените книги да им служат не само на славистите, туку и на сите македонци кои живеат и работат во Шведска. Проректорот на Скопскиот универзитет, професорот Крум Томовски, ја врачи повелбата за подарените книги на Славистичкиот институт во Лунд. Македонските поети имаа пријатна средба и со честиот гостин на струшките вечери на поезијата, поетот и преведувач Јон Милош, кој на Универзитетот во Лунд е професор по шведски јазик за странци. Во весникот Сидвенска Дагбладет од 4 февруари, Јон Милош објави голем напис за Македонија под наслов Македонија во центарот на вниманието, како и една преведена песна од Матеа Матевски. Во Гетеборг, најголемото шведско пристаниште, каде што со изложбата на уметнички фотографии Поглед врз Македонија и изложбата на македонските книги, завршија деновите на македонската култура во Шведска, беше посебно свечано. Кон ова, покрај срдечните домаќини, Историскиот музеј на Гетеборг придонесо и членовите на Македонското здружение Гоце Делчев. Во македонски народни носи, тие приредија мал концерт на македонски народни песни и ора, што со нескриени симпатии беше примен од присутните. Изложбите ги отвори директорот на музеот, Осе Енершвет. Членот на културната делегација на Македонија, Драги Тозија, му ја врачи повелбата на професорот по славистика Гунар Јакобсон, како знак за подарената изложба на македонските книги на Славистичкиот институт во Гетеборг. Македонскиот филм, кој на нашата земја и донесе бројни награди и признанија од меѓународните филмски фестивали, и овој пат имаше своја публика. Со неколку програми во Штокхолм и Упсала беше презентиран дел од богатата македонска продукција на документарни и анимирани филмови. Така, во Шведскиот институт во Штокхолм, во името на покровителот, Шведската филмска академија, вечерите ги отвори познатиот филмски продуцент Бенgt Forslund, кој пожелувајќи му добре дојде на македонскиот филм, рече: Во името на Шведската филмска академија, дозволете ми да ви посакам срдечно добре дојде на дводневното ексклузивно прикажување на краткометражниот филм од Македонија. Пред неколку години имав можност да ја посетам Југославија и уште поблиску нејзиниот јужен дел, Македонија, каде што бев навистина импресиониран од филмската продукција која само за неколку десетици години го доживеа својот растеж. Сушност, оваа филмска продукција се појавува по завршувањето на Втората светска војна и тоа со формирањето на Вардар филм во 1947 година. За изминатите 35 години, Вардар филм има произведено 30 долгометражни филмови, меѓу кои и кандидати за наградата Оскар, како и преку 400 кусометражни филмови, документарни и анимирани. Поновите филмови доживеа интернационално реноме. Тие стекнаа интернационални признанија, а некои од нив се прикажани и кај нас во Шведска. Еден од примерите е и вечерашново прикажување кое може би не ќе допре до онолку гледачи колку ние би сакале, но сепак перспективно гледано тоа е од големо значење. Филмовите не само што го прошируваат нашето знаење за една за многумина од нас непозната филмска земја, туку ни даваат на знаење дека имаме многу заедничко и во однос на вреднувањето и толкувањето на положбата на денешниот човек. Во Европа, југословенскиот, македонскиот филм е од големо значење како и шведскиот. Понекогаш тоа може да биде и потсетник за малиот свет во кој што ние живееме или пак за големата американска култура.
Пред се, филмот е најинтернационалната уметност. Таа не изборува преку слика без јазични бариери. Затоа сум сигурен дека вашава средба со македонската филмска уметност ќе ви представува големо задоволство, а истовремено ќе ве натера и на размислување. Светот на крајот на краиштата е мал и тој е наш. Ние не сме странци, ние се познаваме. Во светот на филмот сите се чувствуваат како дома. Vi känner igen oss. I filmens värld är vi alla hemma. На проекциите беа прикажани 20 документарни и анимирани филмови на познатите автори Дарко Марковиќ, Петар Глигоровски, Трајче Попов, Столе Попов, Боро Пејчинов, Лаки Чемчев, Делчо Михајлов, Кочо Нетков, Мето Петровски и други. Посебно живо интересирање деновите на македонската култура во Шведска предизвикаа кај нашите работници кои се наоѓаат на привремена работа во оваа земја. Членовите на културната делегација, како и групата македонски писатели, освен на манифестацијата, имаа и повеќе часовни, срдечни, другарски средби со нашите работници во нивните здруженија, кои тука, во Шведска, за нив представуваат дел од родната земја. Така, во Штокхолм тие се сретна со членовите на најмладото македонско здружение Даме Груев, во Гетеборг со членовите на друштвото Гоце Делчев, во Малме со здруженијето Бирлик и најстарото здружение Македонија, формирано во 1969 година, кога во овој град е формирано и првото македонско училиште во Шведска, што е воедно и прво училиште во оваа земја на странски јазик. Нашите сонародници пројавија голем интерес не само за културното живење во Македонија, туку и пошироко. Интересирајќи се за актуелните настани во земјата, односите со соседите, можноста за продолжување на школувањето и вработувањето во татковината, царинските прописи, стамбената политика и друго. Во Упсала културните работници го посетија куклениот театар Тотем, втор куклен театар во Шведска. Негов основач, директор, куклар, режисер и глумец е нашиот сонародник Војо Станковски, кој говореше за овој вид уметност и богатиот репертоар и плановите на театарот. Македонските културни творци ја разгледаа и импресивната изложба на современото босанско-херцеговско сликарство, отворена во уметничката галерија во Лунд. Културната делегација и сите учесници во деновите на македонската култура во Шведска имаа средби во голем број шведски институции. Министерството за култура на Шведска, Шведскиот институт, Кралската академија за литература, историја и старини, Нордискиот музеј, Историскиот музеј, Архитектонскиот факултет, Драмскиот и националниот театар, Операта и балетот, Шведската радиотелевизија, славистичките институти на универзитетите во Упсала, Лунд и Гетеборг, Сојузот на писателите и Шведската филмска академија. Контактите беа многу корисни и овозможија реализирање на многу проекти од заеднички интерес за Шведска и Социјалистичка република Македонија. За континуитетот на оваа соработка секако говори одржувањето на неделата на шведската култура во Македонија во 1979 година, учеството на уметниците на струшките вечери на поезијата, шведскиот поет Артур Лунквист е добитник на Златниот венец, Охридско лето, Светската галерија на карикатури, Струшката музичка есен и други манифестации што се одржуваат во нашава република. За успехот на манифестацијата и незиниот придонес во продлабочувањето на културната соработка со Шведска говорат амбасадорот на Социјалистичка федеративна република Југославија во Кралството Шведска Љубо Дрндич и председателот на Републичката комисија за културни врски со странство и водач на културната делегација Матеа Матевски. Ti dani makedonske kulture ovdje u Švedskoj bili su veoma sadržajni i bogati. Bila je to afirmacija bogate makedonske kulturne baštine i ne samo to, već i suvremenih dostignuća na polju književnosti, poezije, lingvistike, filma, izdavačke djelatnosti i još mnogo toga. Evo u ovom hladnom
i snježnom sjeveru Europe donijeli ste toplinu makedonske riječi i uvjerljivu poruku makedonske nacije koja je u okviru naše zajedničke domovine ostvarila mnogo toga i može biti ponosna na sve ono što je mogla i pokazati i što je pokazala. Evo, nalazimo se u ovoj možda najznačajnijoj suvremenoj kulturnoj kući i centru Švedske, koje je završeno veće makedonske poezije i književnosti, kao samo jedan od brojnih aspekata koje smo kulturnog života i stvaranja Makedonije, koje smo ovih dana ovdje doživjeli. Mislim da je švedska kulturna javnost, pa i šira javnost, sa izuzetnom toplinom, razumijevanjem i interesom proživljavala s nama zajedno ove dane makedonske kulture. Topla makedonska riječ bila je prisutna ovdje čitavo vrijeme. Mislim da ovakve aktivnosti imaju šire značenje, da one ugrađuju velike sadržaje i vrijednosti u naše opće odnose sa prijateljskom Švedskom. I ako želite od moje strane jednu poruku, molim vas da nastavite s ovim aktivnostima, da sve ove kontakte i veze koje ste ovdje uspostavili sa Šveđanima, sa utjecajnim ljudima iz sektora kulture i nauke, veze sa institucijama, sa galerijama, muzejima, univerzitetima, školama, akademijama, da u ime ne samo daljnje afirmacije makedonske nacije, nego i čitave naše zajednice nastavite i da dalje doprinosite prijateljstvu i međusobnom razumijevanju Švedske i Jugoslavije. Деновите македонската култура во Шведска, според големиот интерес, високите оценки и сестраната помош на културните институции на обете земји, како и несебичното залагање на Југословенскиот културно-информативен центар во Штокхолм, завршија успешно. Ослободени од спектакуларни настапи, исполнети со повеќе содржини и работни контакти, деновите значеа достоинствена презентација на македонските културни вредности и представуваат убав и драгоцен пример за одржувањето на вакви и слични контакти со светот.